Кажав и на самиот старт дека денешното издание ќе го посветиме на различни теми од спортот. Наши гости денес се Петра Жабев, кој што е професор по спорт и спортски активности во Основното општинско училиште Блаже Коневски, но истовремено и тренер на градскиот одбојкарски клуб Борец, и двајца млади одбојкари, тоа е Марија Богоевска и Ангел Жабев, кои се делат тимот на училишниот одбојкарски клуб на Основното општинско училиште Блаже Коневски. Добро утро на сите и добро ни дојдовте во утринската програма. Ви благодарам на самиот почеток што ја прифативте поканата да бидете дел од нашата утринска програма. Професоре, јас со вас ќе го започнем разговорот. Кажав и во најавата дека освоивте, поточно не кажав, но еве сега ќе кажам, се одржа општинската лига по одбојка во нашиот град. Блаже Коневски го освои и во машка и во женска конкуренција првото место. Како поминавте на овие надпревари и колку беше добра конкуренцијата? Прво ви се заблагодарам за поканата. Добро утро до сите гледачи на КН телевизија. Нашето училиште на Блаже Коневски оваа година и во машка и во женска категорија учествуваше со две екипи во општинската лига на град Велес. Со тоа што во втората екипа игра помлади ученици, каде што за наредните години, наредните сезони се спремаат. А таа појака екипа што беше составена од 9 и 8 оделение играше како прва екипа, го зазема првото место и во машка категорија и во женска категорија. Реално очекувавме да се пласираме на ова прво место, пошто оваа екипа, поготово женската екипа, ја спремаме 4 години и очекуваме високи резултати за оваа учебна година со нив. Така да немавме некои потешкоти, ки женските фаворит, односно у финалниот дел на утакмиците, ни се спротивстави екипата на Васе Главинов, првата екипа, што они настапи за две екипи, но мислам дека без проблеми, многу лесно ја добивме таа утакмица, а ки машките убедливо беше нашата екипа првопласирана, така да немаше некоја конкуренција каде што некоја екипа би ни се спротивставила. За илустрација, втората екипа на Блаже Коневски беше и второ место на општинската лига, така да првата и втората екипа беа прво и второ место. Така, колку учениците сакаат одбојката како спорт? Дали од година во година се повеќе има ученици, заинтересираноста расте на учениците токму за овој спорт? Вака, во женската популација одбојката, односно масовноста е доста голема. Има голем број на девојчиња што тренираат одбојка и што вежбаат и во Основното училиште КНС во Блаже Коневски и во клубот, каде што сум исто и тренер. А за разлика од женските, машките малце стагнираше, но позитивно можам да кажам дека поготово со оваа година со лигата што се преурува, има се зголемува бројот, поготово со реоформирањето на градскиот одбојкарски клуб. Мислам дека од тренинг на тренинг се зголемува интересот и мислам дека тука ќе дојдеме до посегуваната цел што имаме зацртано и како училиште и како градски одбојкарски клуб. Така, ќе ги прашам и учениците. Марија, тебе ќе те прашам како поминавте на овој општински надпревар, поточно како ги поминавте сите надпревари кои што ги имавте? Дали за тебе беше предизвик ова надпреварување или претходно си имала и други надпревари кои што биле на повисоко ниво? Секако, секој надпревар е предизвик, не се разбира. И секој надпревар го сваќаме озбилно и исто така и противниците, зашто без тоа не би постигнале успех како што постигнуваме и сега. Така, Ангел, ти? Оваа година беше малку полесно од лани. Немавме доста јаки противници отколку минатите години. Така, вие мислам дека секогаш сте најдобри според моите сознанија дека Блаже Коневски е број 1 во одбојката секогаш. Кога започнавте да се занимавате со овој спорт? Од каде е љубовта токму за одбојката? Ето е, Марија, ти. Да речем, кога, например, јас почнав од трето оделение да тренирам и веќе одам 7 години. Активно учествувам во клубот и во активностите што ги организира. И да речем дека некако тогаш беше во мода одбојката и сите почнаа да се запишуваат за да го тренираат овој спорт. Па си реков зошто да не пробам и јас и навистина ми е драго што почнав да
се занимавам со ова. Ангел, тебе нема да те прашам, бидејќи тука морам да напоменам дека професорот Петре ти е татко, така да ти може би си приморан да се занимаваш со овој спорт. Како ви течат тренизите? Ет, професора, вие кажете најпрво, па после учениците ќе ги прашам. На кој начин се одвиваат тренизите, колку пати неделно имате тренинг, кои се задачите кои што им ги давате? Ета мал опис да кажам. Па вака, значи, јас како тренер во екипата, како наставник, значи во Блаже Коневски, секојдневно сум во сала. Девојките имаат 3 пати во неделата тренинг, додека машките, пионерската екипа има исто, значи, така 3 пати тренинг, за различни категориите како се поделени. Така да, значи, и според возраста на категории, значи, кој во која категорија се натпреварува, така да им се задачите, односно тежината на тренизите распределени. Значи, овие што се помали, поише се работи на техничко-тактички оддел, за разлика, значи, од повозрастните категории, каде што веќе се усовршува, односно бруси формата на екипата, каде што се секоја недела што имаат и такмичење и надпревари, и, значи, мора да бидат у форма. Така. Марија, тебе кој ти е омилен дел од само еден тренинг? Значи, кој дел ти е онака посебен, кој што сакаш да обрнеш повеќе внимание? Па, можам да кажам кога на крајот на секој тренинг, екипата од деца зашто сме дојдени на тренинг се делиме на, нели, како 6 на играчи, на 6 играме на мрежата, како една утакмица да речеме. И тогаш обрнуваме внимание и на техниката, на елементите. Сепак тој дел ти е омилен од еден тренинг. Ангел, за тебе? За мене, мене ми се како потешките вежби каде што усовршуваме техниката и напреднуваме. Така. Она што друго, професоре, би ве прашала е колку вие сте задоволни од дисциплината на учениците? Дали доволно се внесуваат, дали доволно се дисциплинирани кога се на тренинзите? Па, значи, секој тренинг, односно секој резултат, значи, почва дисциплината. Значи, јас стално, значи, тоа го потенцирам, да го сака да има, значи, резултат и во часевите, и во тренинзите, и во надпреварите. Значи, мора да има, значи, на дисциплина. Докато нема дисциплина, значи, нема да има ни резултат. Докато тоа се практикува, резултатите се неминуни, ќе испаднат на површина. И ја лично сум задоволен, нормално, некогаш, значи, има малце полабаво и на час и на тренинг, каде што нели има, значи, нормално граници, но сепак, значи, пред се, значи, мора да превладува дисциплината и редот, за да има, значи, понатаму и резултати, значи, во текот на годината и во текот на сезоната и во надпреварите, што е, значи, предуслов број 1 за добар пред се спортист, добар ученик и добри резултати. Така, со освојувањето на првото место на оваа општинска лига во одбојка, што следува после тоа? Регионално и државно надпреварување. Ајде ете тој процес да го објасниме. Па, значи, пошто општинската лига во училишниот спорт, значи, малце е покомплицирано да дојдеш до државно првенство. Значи, после општинската лига, значи, зонски надпревари, после зонски надпревари, значи, идат регионални надпревари. За појаснување, тие регионални надпревари се цел источен регион. Значи, цел источен регион, каде што, значи, на државно првенство се пласираат 6 екипи, вкупно се, значи, 3 региони. Скопскиот регион, значи, дава 2 екипи, Западниот регион, значи, испаѓа 2 екипи и од Источниот регион 2 екипи. Ние сме во Источниот регион, со тоа што ако е домаќин од Источниот регион, тогаш само една екипа се пласира. Значи, многу голем пат треба да поминеме, тежок филтер за да дојдеме до државно првенство, но се надевам дека годинава барем со една екипа би отишла на државно, односно годинава Олимпијада. Дај Боже, значи, двете екипи да се пласираат, пошто континуитет е веќе 5 години се пласираме на овие државни првенства и Олимпијади, и тоа со доста голем успех, пошто нашиот регион е одбојкарски центар. Нас не е многу потешко да дојдеме до Олимпијада државно првенство, отколку кога ќе стасаме таму, значи, сигурно сме првопласирани меѓу првите 2 екипи, би играли финале и би се закитиле со некој медал. Така, јас ете ви посакувам успешен пат за да стигнете до државното првенство. Напоменав и на најавата дека истовремено сте и тренер на градскиот одбојкарски клуб Борец. Каква е ситуацијата во клубот? Како тече припремите за овој пролетен дел од надпреварите? И тука морам да напоменам дека ете првата утакмица, мислам дека прва ви беше, дека беше и со победа. Ајде ете да проговориме и за тоа. Значи,
покри тоа што значи работам во основното училище Лажи Коленски со школската екипа за напреваруваме. Работам и како тренер значи во градскиот одбојкарски клуб Борец и во женскиот одбојкарски клуб значи Борец. Тоа што значи нормално, значи сам не можам да ги постигнам сите овие работи. Морам значи на благодарност да моите што работиме заедно со работници, четворица тренери сме тука, значи Весна Николова, Дарко Николов и Миланов Трајче, каде што една екипа сме каде што работиме и мислам дека резултати испајаат на површина, значи без нив, односно сите заедно нема да ги имаме вие резултати. Градскиот одбојкарски клуб година се направи во прва лига, можам да речем како за прва сезона после голема пауза од 5 години и доста успешно. Пролетниот дел го завршивме на трето место, односно есенскиот, пролетниот сега почна, веќе е трето коло, каде што првото коло, кој што кажавте, на едно тешко гостување со директен ривал за пласман во Final Four-от, односно во плейофот. Шутова во гости ја добивме со 3-0. Минатата недела исто игравме во гости со Лирија во Жеровјане и таа такмица добивме со 3-1, така да ни се отвори шанса, ни се отвори патот кон плейофот. Ни остануваат уште од 4 кола минимум, значи една победа забележиме. Се надевам дека дома со Вардар таа победа ќе оствариме и уште една утакмица кога добиеме тие 4 би се искачиле дури едно место повисоко, би биле и трето место би завршиле лигава, каде што е стварно значи голем успех, значи не очекувавме. Дури не ни беше предизвик и плейофот, но како одминаа такмиците с големи апетитите и еве, значи ајде да не речем 100%, ама 90% плейофот не е загарантиран. Морам да потенцирам дека играчите се сите од Велес. Значи сите значи се домашни играчи, со тоа што во пролетниот дел екипата доста и подмладивме. Имаме значи заменување на еден играч во Германија, Гинов Благој. Можам да речем еден од костурите на тимот. Што е тоа е. Така да уклучивме значи повеќе младинци каде што добиваат веќе шанса и искористуваат веќе на такмиците, но со мала доза на трема, но сепак тоа ќе се со текот на такмиците значи тоа ќе се помине. Така да добро работиме, мислам дека сме на добри патеки, само значи треба значи малце трпение и се надевам дека каде што разговаравме со управата и со градоначалникот и што се одговорните за клубот, дека очекуваме дека Борец за 1 до 2 години би го гледале во едно од големите финали. Така, одлично. Тука морам да потенцирам дека и вие како ученици, освен што сте во училишните активности во врска со одбојката, сте и членови на одбојкарскиот клуб Борец. Ти Марија во женскиот, Ангел во машкиот. Има ли некоја разлика во тренинзите, она што се случува во училишните тренинзи и оние во клубот? Има ли некоја разлика според вас или се исто се одвива? Па разлика може би некоја мала, каде што во клубот се тренинзите поинтензивни, бидејќи се играчите поспремни, додека пак за училиште не се толку интензивни тренинзите и се онака поблаги да речем. Така. Да, Ангел, ти што ќе ни за клубот се потешки малку тренинзите, бидејќи имаме поголеми надпревари, потешки за нас и така. тоа. Дали сакате и понатаму да станете еден вид на професионални одбојкари? Ти, Марија, верувам дека секоја жена би сакала да биде одбојкарка, со оглед на тоа дека знаеме дека одбојкарките и одбојкарите имаат навистина совршено тело. Дали ти би сакала да се занимаваш и понатаму со овој спорт? Па да, навистина би сакала и може би еден ден да станеш една успешна одбојкарка. Верувам и ти, Ангел, дека го сакаш истото. Господине Жабев, она што друго би сакала да ве прашаме, кој беше оној клучниот момент кога се одлучивте цело она знаење, знаеме дека сте професор по физичка, кој беше оној клучниот момент кога се одлучивте цело ваше знаење да го посветите токму на одбојката и знаеме дека веќе долги години сте тренер на одбојкарскиот клуб во Велес и да што беше клучен момент за да се одлучите токму да запливате во овие води? Па вака, значи, што беше клучно? Негде пред да донесам одлуката негде 20 година, кога имам 22 години, кога преставам активно се надпреварувам,
почнав да судам. Значи напоредно бев и судија и помошен тренер на женската екипа, каде што беше главен тренер мојот татко. Бев доста активен и добар судија, пошто судев доста финали во нашата државна лига. Дури имав и шанса да судам на светско првенство во Тина помеѓу средношколски игри. Така да имав голема оскошница како судија. Но преокрет беше тоа што бев доста темпераментен, за време на утакмиците кај што судев, имаше тогаш веќе и повише публика имаше и повише навивање, така да не може да се воздржам и да одолеам на некои притисоци каде што како тренер како би изреагирал и како судија. Како судија мора да бидеш смирен, мора да ја пратиш да ти цело време играта, не смеш да обрнеш внимание на публика, на тренери, на реакции, така натаму, така натаму. Тоа беше голем притисок за мене, пошто јас се осеќам како темпераментен малце тренер. И така тука беше клучот каде што пресеков, ќе одам во тренер каде што мојот темперамент да го искажам на теренот, да го пренесам знаењето на играчите и што не можам седам и да бидам мирен и да пратам мирно и утакмицата и тренизите, така да се одлучив, мораше да се одлучам за една улога, или тренер или судија. Ја го одбрав тренерскиот занет и мислам дека не сгреши. Мислам, пак доколку би дошло до ситуација, пак исто би одбрал. Така. Градскиот одбојкарски клуб Борец како стои со соработката со Одбојкарската федерација на Македонија? Мислам дека имате соработка, да позборуваме и за тоа колку имате поддршка вие од федерацијата. Па имаме соработка со федерацијата, за разлика од претходни години каде што ни беше малце по така соработката по-лоша. Годинава имаме доста добра соработка. Контактираме со федерацијата. До сега не сме имале проблеми од текот на првенството и дури се злагаме на повисоко ниво да ставиме таа соработка, дури и еве можно е да донесеме тука некоја арбестација да игра нашиот град, да не откриваме предвреме некои работи. Така да мислам дека за сега се е на високо ниво, без проблеми. Одлично. Друго што би сакала тука да прокоментираме, знаеме дека пред неколку години Велес доби игралиште со песок, како го викате? Одбојка на песок, да. Одбојка на песок. Тоа се наоѓа во градскиот парк во нашиот град. Колку мислите дека ова ги поттикнува сите оние кои што не се занимаваат со одбојка? Дали мислите дека со ова игралиште и ета ако имаме и некое друго, мислам дека е доволно едно, се развива совеста кај младите за да започнат да се занимаваат со одбојката? Па со ова одбојкарско игралиште на песок што се направи во нашиот град, мислам дека беше и потребно и дека е многу корисно, и добро. Вие го користите во летниот период? Во летниот период, но изненаден сум што еве уназ 2-3 години можеме да видиме и доста многу рекреативци. Во летниот период, во јуни месец, јули, август, па и септември и пола октомври, дека е топло, навечер се игра, можам да кажам, доека работа рефлекторите до 23 часот до полноќ се игра, каде што има и доста рекреативци што стварно не исполнува и нас како спортски, односно лекарски работници. Покрај овие наши играчи што тренираат таму и што играат, каде од летната пауза користат пака е активно, не сега дома не активно користат и најголемата техника, најголемите движења, најголемата моторика се обработува на песок, односно се усовршува. Така доста е корисно за одбојката, за одбојкарите, а пак ќе повторно сум изненаден од голем број на граѓани кои што идат и се рекреираат. Така да тоа е една позитивна плюс. Докажавме дека ова одбојкарско игралиште не се направи залудно и не стои така неискористено. Напротив, искористено и се играат и утакмици, турнири и така натаму. Дали можеби токму и тоа ми беше следно прашање, дали можеби ова лето знаете дека што велат вашите сознанија, дали ќе има некој турнир што ќе се одржи токму на ова игралиште? Па вака, од кога направиме... Знаеме дека секоја година се одвиваат турнири. Од кога направиме, секоја година има турнир, за тоа што до предходната ланска година, дури турнирите беа меѓународни турнирите беа, екипи имаме од страна. Лани поради организацијски некои касно почнавме, се направи турнир, но доста квалитетен турнир на локално ниво, односно на
на државно ниво, каде што исто значи за пофилување имаше доста аматерски екипи. Имаше негде околу 20 и нешто аматерски екипи, каде што е за поздравување. Имаше и професионални екипи, и женски екипи. Секоја година планираме да го одржуваме овој турнир. Можам да потенцирам дека годинава имавме доста голема поддршка од двајца членови, односно симпатизери на одбојката на песок, Тоша Шкортов и Живи Катарджиев, кај што е една голема благодарност и до нив, кои што се вложија многу и можам да кажам дека ако не целиот товар значи падна на нивни грб, значи дечките со таков ентузијазам значи го изработија турниров, пуштена значи можам да им изразиме на благодарност, се надам дека и на една година ќе се вложат, ќе ни помогнат, односно ќе го изработиме турниров заеднички. Така, вие го користите ли овој терен на песок? Ти, Марија, Ангел, дали во летниот период одите и таму интензивно да си правите некои мини тренинзи? Секојдневно одиме, Так. играме. Дали, што мислиш ти, Ангел, дали мислиш дека ете со овој терен, како што го кажав тоа и на татко ти, дали мислиш дека сите оние помлади генерации од тебе помлади што се, мислиш дека со овој терен ќе повеќе ќе засакаат одбојката и дали ете твоите другарчиња од школа го користат без разлика на тоа што ете и не се занимаваат со одбојка? Нив им е интересно за одбојката да идат да се занимаваат. Така. Ти, Марија, што ги ни кажеш? Па да, значи... Дали ти со твоја некоја другарка во летниот период го посетуваш ова игралиште, дали како што кажав и го си правиш мини тренинзи некои? Па да, како што кажа и наставникот, ние во летниот период го користиме активно и распустот кој што ни е од училиште, нели? Го користиме активно и имаме тренинзи организирани од клубот на песочното игралиште и гледаме максимално да ги искористиме. И двајцата, верувам дека и сите кои што сте членови во одбојкарскиот клуб интензивно го користите овој терен. Господине Жабев, на самиот крај ќе ве прашам кои се вашите идни планови и врз основа на ете училишните активности во врска со одбојката и за градскиот одбојкарски клуб, како за машките, така и за женските. Така, значи како училишниот клуб, значи плановите се да дојдеме значи до државно првенство, односно годинава значи олимпијада. Ги очекуваме регионалните надпревари у текот значи на наредната недела да се одржат и за женски и за машки, најверојатно ќе бидат во Штип или во Струмица, зависи од екипите значи кај се значи другите. Тие се играат значи на неутрален терен, така да очекуваме значи добар резултат. Голема благодарност тука значи можам да истакнам значи до школото за поддршката што имаме значи во текот на надпреварите. Моите колеги значи што работам во училиштето исто значи поддршка даваат и благодарност. Поготово значи колешката значи Весна Стоилкова, која година значи заедно ги изработивме овие државни, односно вие општински надпревари, општинскава лига. Значи со не за заедно ги изработивме тука значи поддршка исто и значи благодарност и до колегата Гунов. Што се работи за градскиот одбојкарски клуб Борец и женската одбојкарска екипа на Борец. Во сениорска категорија преска значи потенцираме, ќе повториме дека целта е значи пласма во плейоф, а во помладите категории се надеваме че во секоја категорија да влеземе значи во Final Four и првите 4 екипи да се бориме за шампионска титула. Тука значи пионерките веќе ја завршија значи својата лига, односно се пласира значи во својата група на прво место и сега ги очекуваме баражите во осмина финале, потоа во четвртфинале. За разлика од машката екипа, младинците исто го завршија значи својот настап, сега се баражите исто четвртфинале и кадетската екипа каде што очекува значи уште еден турнир во лигата и после значи се пласирани веќе они на Final Four, да очекуваме значи Final Four. Така да месец значи април и мај очекува значи бурни утакмици каде што ќе уришаме кон што е можно повисок пласман во сите категории. Така, и за крајот да потенцираме која ви е следната утакмица на градскиот одбојкарски клуб сега кој што ќе се игра нареден? Еве сега значи наредна утакмица ни е
во гости играме со екипата ми во Лешок сабота, Така. но после таа наредната недела утакмици имаме каде што би го завериле пласманот за плейофот домашен терен? на домашен терен со екипата на Вардар. Така. Еве до сите искрени љубители на спортот и на бојката на Така, покана ете една покана. да не бодрат на таа утакмица, да го осигураме, односно да го визираме пасошот за плейофот и за што е можно повисок пласман. Така, мене ми останува да ви се заблагодарам уште еднаш што ја прифативте поканата да бидете дел од нашата утринска програма. Ви посакувам многу успеси понатаму и за секој нов успех ние сме тука како медиум, ќе ве поддржиме во сето тоа. Ви благодарам уште еднаш. Благодарим и на поканата. Така.